Битолските студенти задоволни од најновата владина мерка за бесплатен превоз во јавниот градски сообраќај. Ова мерка стапува на сила од 1 јануари. На редовните студенти на државните универзитети ќе им биде обезбеден бесплатен превоз во јавниот градски сообраќај. На сите редовни студенти на државните универзитети ќе им се доделат картички од јавните предпријатија. Досега студентите месечно одделуваа одредена сума за да си ги покријат патните трошоци од дома до факултет. Мерката сметам дека е супер и впрочем сите претходни мерки кои беа во насока на подобрување на студентскиот живот и впрочем и животот на сите млади луѓе се супер. Тука можеме да ги напоменеме мерките како што беа отварање на универзитети и факултети во повеќе градови, намалување на уписнината за студирање. Тука можеме да наведеме дека во позитивна насока се доделувањето на стипендии во повеќе категории, доделувањето на ваучери за лаптопи, ако се сеќаваме пред неколку години, исто така доделувањето на ваучери за таблети сега. Па така и ова мерка е во позитивна насока и сите мерки во иднина кои би се носеле во насока на подобрување на животот на студентите и на сите млади луѓе се за поздравување. Целта на ваквата владина мерка е бесплатниот превоз да ослободи повеќе пари од студентскиот буџет и ќе овозможи поквалитетен студентски живот. Па додека студирам, јас за превоз одвојувам месечно околу 1000 денари. Дополнително, владата на Република Македонија донесе одлука повторно да ги зголеми студентските стипендии за 10%. Се спроведуваат низа проекти кои имаат единствена цел поквалитетно образование и подобар животен стандард на младите во текот на школувањето или студирањето.